Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, како Социјалдемократски сојуз и најголема политичка партија во владината коалиција, знаете дека отпочнавме процес кој што започна од вчера, еве денеска продолжуваме разговори со сите политички субјекти, прво со коалиционите партнери, а верувам дека ќе има амбиент и за политички партии кои што се надвор од коалицијата, во обид да изнајдеме заеднички, преку аналитички пристап, кандидат за председател на Република Северна Македонија, зад кој што ќе застанеме сите политички субјекти, преку слушањето на гласот на граѓаните, и тоа граѓаните од сите политички проминенции, од сите етнички заедници, од сите социјални групи, заради тоа што веруваме дека во ваков важен период за Македонија, кој го чекаме и полноправното членство на НАТО, чија што ратификација на протоколите во целиот тек, каде што очекуваме да добиеме отварање на поглавје и датум за преговорите, верувам дека е исклучително важно, секако не помалку важно и од претходниот период, но исклучително важно да се изнајде личност зад која што ќе стојат сите граѓани, а преку своите политички субјекти кои што ги представуваат. Денеска одржавме состанок со коалициониот партнер ДУИ, заедно сум јас со секретарите на СДСМ и господинот Ахмети беше со своите секретари. Заклучивме дека е важно заради иднината на државата, заради концептот едно општество за сите, заради можноста да се испрати повторно пораката на единство помеѓу граѓаните, да посветиме внимание на изнаоѓање на можност за застанување за заеднички кандидат. Ние лидерите тоа го посекуваме, но секако нашите органи и тела на партиите ќе го кажат тоа, после враќањето од ваков состанок ќе отвориме во партиите да видиме дали таму постои тој амбиент. Секако ова е вредна шанса, можеби ќе успее, можеби нема да успее, но шансата како шанса треба да ја имаме, затоа што верувам дека прво ќе ги отклониме сите шпекулации што се случуваат пред втор круг, дали има тајни договори, кој што дал, кој што изгубил, кој што примил или слично, ако застанеме сите заедно зад заедничко име за кандидат за председател на државата. Ова не е воопшто лесно. Драго ми е што имаме квалитетни кандидати. Анализите и анкетите кои што ги правиме целиот овој период, договоривме меѓусебно да ги споделиме, затоа што сите политички субјекти прават анкети и анализи. Тие анализи ќе бидат од голема помош во изнаоѓањето на кандидат зад кој што стојат и македонците, и албанците, и помалку бројните етнички заедници во државата, но и буквално сите социјални категории на граѓани, а верувам и политичките раководства на политичките субјекти. Така да градењето на аспирации да се дојде до заеднички кандидат, можам денеска да соопштам дека има шанси, не е без шанси. Секако секоја политичка партија ќе се ги каже и своите ставови, но вреди во овој период кој што останува пред нас, додека се пропишани процедурите од Државната изборна комисија, да посветиме време и енергија и да направиме напори да испратиме пораката на единство во нашата држава. Јас сум убеден дека процесот ќе заврши со успех, барем преку најголем број на политички партии, застанувајќи зад личност која што ќе биде заеднички кандидат, но и преку тоа заеднички председател подеднакво на сите граѓани во Република Северна Македонија.